20 и кусур години, каде што еден шведски научник, гений, дефинитивно допринесе многу за оваа револуција, да дермалните хиалуронски филари го зафатат она голден место, златно место во антиејджинг сферата, заради тоа што предходници беа одредени дермални филари кои беа од говедско, колагенско потекло, па потоа доаѓа силиконите, за да од 1900 година, кога се пласираше и лансираше стабилизираната форма на хиалуронските дермални филари од страна на овој шведски научник, дефинитивно направи една сериозна револуција во самата антиејджинг медицина. Што е тоа хиалурон? Односно, за да знаеме дали каква смеса е, да. Така, хиалурон всушност е една природна материја што ние сите ја имаме во организмот, во самата кожа, подкожното ткиво, синовијалната течност, значи тоа е една природна супстанца што сите ние ја имаме во нашиот организам, каде што со текот на годините нормално се губи и дермалните филери се оние хиалуронски филери што го потпомагаат враќањето, рефреширањето на кожата, значи самата хиалуронизација на кожата ја подобруваат, пополнуваат борите со помош на дермалните филери, освен пополнување на борите кои што се настануваат како резултат на оној процес природен на самото старење. Исто така, не само на нивно пополнување, работат на пополнување на изгубениот не само стареја кожата, туку стареат и подкожното ткиво, мускулните, самите мускули атрофираат, коскена ресорбција има. Значи, со помош на дермалните филери ние овозможуваме и пополнување на тој изгубен волумен. Потоа исто така дермалните филери служат за пополнување и балансирање на ликот, решейпинг на ликот кај одредени аномалии кои што се нормално или вродени или стекнати, така да имаме една широка примена. Не само на лицето, комплетно дермалните хиалуронски филери се употребуваат и за вратот, рацете, значи комплетно на целата кожа. Всушност на дополнување на тој хиалурон, што е всушност природна субстанца во нашиот организам. И дермалните филери дефинитивно, за разлика од нивните претходници што ги напомнав преска, што правеа одредени компликации, може да кажеме дека дермалните хиалуронски филери, буквално бидејќи е природна субстанца од самиот организам, дефинитивно немаат никакви алергиски реакции, тоа се многу исклучоци каде што имаме одредени вкрстени реакции во организмот, но конкретно како хиалуронските, нормално кога разговараме за сериозни филери, квалитетни филери, како што е во случајот Теоксан, јас сум дефинитивно нивен key opinion leader, буквално стојам позади нив и дефинитивно ги препорачувам на сите идни инјектори, сите идни соработници како избор на одличен бренд за работа. Самата ги спомнавте компликациите, па ајде да прашаме за сите оние кои што во овој момент се плашат, сакаат, без оглед дали се работи за антиејджинг ефект или ефект за подмладување, или пак може би корекција некоја друга естетска на лицето, зошто доаѓа до компликации, па кружат слики по Инстаграм во кој што некој некаде направил грешка. Така, првенствено мора да кажеме дека сепак хиалуронските филери се инјектираат, значи тоа не е инвазивна метода, но во секој случај кога работиме со игла, ние правиме една влезна врата во самиот организам, во самата кожа и мораме да превенираме одредени компликации. При сите интервенции знаеме дека постојат и одредени компликации кои може да бидат реверзибилни или иреверзибилни. Морам првенствено да напоменам дека работата со дермалните хиалуронски филери е исклучиво работа на медицинско лице. Тоа е број 1. На лице кое што е сертифицирано за естетска медицина, значи лице кое буквално е сертифицирано од одреден бренд за работа за хиалуронски филери, каде што мора да има сериозно познавање од анатомијата, на самиот Теоксан approach,
Тоа е многу битен момент каде што дефинитивно анатомијата, техниката на работа и изборот на правилен продукт се оние што се клучните работи кои што ни ја даваат на крајот на денот една завршна и убава слика. Првенствено при работа со кога инјектираме, дали е игла или канила, првенствено мора да обезбедиме едно чисто работно поле, да не доведеме до самиот лекарски грешки на одредени инфекции да внесеме. Исто така, познавајќи ја анатомијата зашто е многу битна, сериозни компликации може да настанат, оклудирање на крвниот сад, тоа е запушување, инјектирање на самиот дермален филер во поголеми крвни садови, кои што можат стварно да бидат, да доведат до едно иреверзибилни компликации, така да мора сите тие работи ние да ги превенираме, да не дојдат до посериозни компликации, една од најсериозните дефинитивно слепило. Значи, затоа морам да напоменам, мимо самите дермални филери се работа на лекари, сертифицирани лекари, кои што континуирано следат секакви едукации. Така, во таа смисла... Неминовно првично може да има од оние минливи, да речам, црвенило, оток, хиперемија на местото. Тоа се многу нормални последици после самата интервенција, кои што за 3 до 7 дена буквално поминуваат. Работата на уста, бидејќи е доста сензитивен орган, имаме доста васкуларизирано работно поле, нормално појава на модринки, каде што тие модринки поминуваат од 3 до 7 дена. Така да тие се многу минорни, да речам, последици, но дефинитивно самата континуирана едукација е таа многу битна за и тие да ги избегнеме. Нормално, секогаш има и атипична морфологија, атипична анатомија, каде што сепак со сите тие континуирани едукации ние можеме и тие да ги превенираме. Да, се насмеа дека кажавте минорни во однос на она задоволството кое доаѓа подоцна, па сите сакаат и повеќе и повторно, затоа што ги гледаат бенефитите од сето тоа, но јас сакав да прашам, бидејќи многу пати истакнавте за таа доедукација, вие сте медицинско лице, односно стоматолог, но сите што ќе го посетат Инстаграм профилот ваш или пак ќе посетат Перла центар, ќе видат дека имате огромен број на такви едукации, вклучувајќи и оние кадаверични, каде што дефинитивно еден инјектор се запознава изгледа со целата таа анатомија за која што зборуват. Како во секоја област, дефинитивно континуираната едукација е предуслов, императив. Конкретно во мојата област постојано гледам и настојувам да следам светски конгреси. Доста имам поминато едукации со големи светски сертифицирани имења во ова наша сфера, така да огромни едукации имам од сериозни еминентни светски имења, но во секој случај цела таа континуирана едукација, буквално континуирано ја гледам да буквално на секој можен начин да ја проследам, секако и самата куќа Теоксан, бидејќи сепак јас сум ки опинион лидер за овој регион, дефинитивно ми помага во сите тие можни едукации за да посетувам, сега скоро бевме на еден таков евент во Париз, каде што посетивме една кадаве работилница и дефинитивно за секој инјектор препорачувам обавезно или на своја рака да поседи еден таков тип на работилница за да се запознае многу подробно самиот слој на кожата кој ќе отворите. Всушност тука е еден огромен свет на васкуларизација, инервација, мускулни припојници, лигаменти, значи буквално тоа е едно широко поле на работа, каде што во секој случај и да сум присуствувала, сепак секогаш сакам на некоја наредна повторно да бидам присутна. Така. И пред да почнеме со вашите прашања, само сакам да побарам од моите колеги, кои што се наша техничка поддршка, неколку фотографии пред и потоа, а доктор Даниела ќе ни објасни што тука е правено за да разбереме што е филер, што е можеби ботокс или што е правено на оваа фотографија. Тука се работи за една господја која околу 60 и нешто години, прв пат дојде кај мене, сепак нешто да направи со самата себе.
дојде со доста уморна, дехидрирана кожа, буквално работа во сите три половини на ликот, сепак ние лицето го делиме на хоризонтални три половини, каде што е работено горна, средна и долна третина на лик. Тука е аплицирано и ботокс, но пред и после е одма после самата интервенција, откако ми се сработени сите филери. Наредната слика со ботокс не е овде, но како и да е, има доста подобрување и во горната третина на ликот, каде што дефинитивно тоа е работа каде што ја оставаме првенствено со ботокс да ја сработиме, но кај неа ги пополнив и површинските бори со помош на дермални хиалуронски филери, подигање на самите веги, а надоле во средната третина буквално подигнување направив со помош на дермални филери, првенствено лифтирање во тази гоматична регија, маларна регија, тоа е средишниот дел на ликот. И секогаш гледам и настојувам да употребам најминимум количина на хиалуронски филер, и тоа е всушност и умешноста на самиот лекар, са одредени позиции да подкрене едно сапортирање на ткивото да направиме, подигнување на одредени лифтинг точки, лифтинг позиции, за да го подкрепиме самото ткиво и во секој случај ќе направиме многу подобар изглед, откако ќе ги подкрепиме одредени лигаментни позиции, потоа е многу лесно да работиме на поповршинско ниво. Тука се работени и длабоки дермални филери, значи супрапериостално на сама коска, и работени површно и во среден слој, и во поповршински слој на кожата, посебно околу регијата на устата, ние како што ги велиме пушачки бори, назолабиални бори. Значи ова е се буквално сработено само со 5 хиалуронски филери. Така. И тоа е можна важно и поради финансискиот дел. Да, дефинитивно. Да. И јас сум од оние буквално лекари каде што буквално сакам сето тоа да изгледа културно, природно. Значи дефинитивно старењето ние не можеме да го спречиме, него подостоинствено и да го ублажиме на некој начин, затоа што старење не е само, како што реков, старење на самата кожа, него старење на комплетно околно ткиво, тоа автоматски гравитира. Буквално да се спротиставиме на таа гравитација, да направиме сапортирање на одредени лигаментни позиции е нашата задача за подобрување на ликот и сето тоа да биде природно. Јас сум за оној поборник и мој императив е дефинитивно работа на најприроден начин, да не се забележи дека е нешто инјектирано. Така. Време за вашите прашања, доколку некој нешто сака директно да праша, без да се срами во најмала рака, затоа што станува збор за естетско разубавување, не мора да имате никакво предзнаење, буквално можете да ја прашате се што сакате. Ако не, имам и јас уште некое прашање. Така, колку време траат ефектите од филер? Конкретно за теоксан филерите минимум се 9 месеци до 18 до 20 месеци, но дефинитивно мојата работа, моето искуство покажува дека и одредени позиционирање на одредени филери, пример доаѓаат конкретно пациенти еве за назолабиални бори. Но не ми е мене тема, ниту момент да ги работам назолабиалните бори, од причини што гледам дека во средна третина се случува една гравитацијски пат на самиот лик и буквално кога ќе сработите само не за таа регија што дошол клиентот, кога ќе сработите одредена регија што ќе потпомогне да подигне целото ткиво што депресира надоле, буквално ќе добиеме сериозен резултат како да сме ги сработиле и плюс назолабиалните бори. И со континуирано одржување, помалку количинско ставање, дружејки се со моите клиенти, јас дефинитивно не сработувам исти регии дури после 2 години. Добро сработени еве и назолабиални бори конкретно дефинитивно знаат да траат дури повеќе од 2 години. Затоа што со самото аплицирање на хиалуронските филери вие потикнувате и неоколагенезата, значи стварањето, продуцирањето на колаген, вашето ткиво буквално хидрира,
кожата станува доста поквалитетна, посјајна, помазна, похидрирана. Една молекула на хиалуронски филер врзува 5 молекули вода и затоа нашите препораки се исто така и од страна на самите клиенти да после аплицирање на дермални хиалуронски филери да конзумираат, да се хидрираат, буквално да си надојде самата молекула, самиот филер убаво да созрее и резултатите во секој случај ќе бидат подолготрајни. Дали имаме уште некое прашање од публика? Аз слабо ве гледам, морам да бидејќи сме ние на светло, а вие во темница. Имаме прашање на која годишна возраст препорачува докторката да се користи, односно да се аплицираат овие филери и ботокси. Значи, За да изгледа дан од помлад. која возраст да се почне со интервенција? Благодарим. Тоа е доста од едно од почестите прашања. Дефинитивно мислам дека треба еден индивидуален пристап да се оди. Секогаш јас го гледам првенствено клиентот кога доаѓа како сопствена индивидуа. Нема генерализирање на нештата, но сепак после 20-та година веќе почнува да се одвива намалувањето, значи едно старење, да се намалува количината на хиалуронот во самиот организам и како резултат на тоа, доколку имаме потреба, буквално можеме да стартуваме и на помлади години. Сепак, индивидуалноста е таа што ни го диктира тоа. Имаме одредени клиенти што прават сериозна фацијална експресија, доколку исто имаат генетика одредена, за жал, што мора да помогнеме, почнуваме порано. Имам клиенти што доаѓаат после 45-та прв пат да аплицираат нешто, кога гледаме еден многу мал пат гравитацијски и многу ситно можеме да подпомогнеме и да интервенираме, сепак да ја запазиме онаа природна убавина, онаа собствена натуралност, собствена индивидуа што сите од нас дефинитивно првенствено сме благодарни на мајка природа. Така, дали има уште некое прашање? Не гледам да има, моите колешки што не гледаат, од овие светла не можам да видам, да знаете за тоа. Така наблюдувам. Докторке, јас ви благодарам многу заедно со екипата на Убавина и здравје за ова ваше учество денес овде.